Комерцијална презентација. Почитувани слушатели, во оваа емисија ќе имаме можност да ви презентираме еден нов производ кој што ќе имате можност или за кој што ќе имате можност да бидете запознаени ни за разговорот кој што ќе го реализираме со магистар по фармација господинот Филип Ачковски. Станува збор за производ кој што е наменет за спречување на несоницата. Станува збор за Дормирин, а во продолжение ќе слушнеме се разбира што е тоа што ни го нудат од Фарма С. Господин Ачковски, најнапред добре дојде во нашата студија. Добро ве најдов и благодарам на слушателите што не слушаат. Се надевам дека ќе имаме успешна емисија каде што ќе одговориме на повеќе прашања поврзани со несоницата и секако со препаратот Дормирин. Што е она што секогаш би рекол не преокупира, а тоа е што е впрочем несоницата? Несоницата е голем проблем на модерниот човек, на модерното општество. Во суштина тоа е еден проблем со спиење кој што е повторлив, кој што континуирано се случува. При тоа дискутираме за состојба кога ние имаме проблем да заспиеме или пак ние веќе сме заспале, меѓутоа имаме проблем да го одржиме нивото на сон, квалитетот на сонот. Значи се будиме во текот на ноќта неколку пати и како резултат на сите овие работи стануваме утрото и сме уморни, ненаспани, чувствуваме тензија, нервоза и сето тоа се пренесува на неквалитетно вршење на нашите функции во текот на животот и нормално го нарушува комплетно нашето расположение и нашето функционирање. Значи, според ова квалитетен сон е оној сон кој што трае во континуитет од 6 до 8 часа. Па да, во суштина медицински велиме дека за возрастен човек е доволно да спие од 6 до 8 часа, се разбира, по тоа претпоставуваме дека сите ние легнуваме во една добра затемнета просторија, со идеална температура и се разбира при тоа користиме период за спиење кој што би бил најдосна, би стартувал најдосна до околу 23 часот, бидејќи не е ист квалитетот на спиењето пред полноќ и после полноќ. Како можеме да препознаеме дека имаме проблем со спиењето, односно со несоницата? Во суштина има неколку точки кои што ние ги сметаме како професионалци како проблем кој што може да ги приметиме. Една од тие работи е доколку се мачиме да заспиеме, односно се вртиме во кревет, како што народски се вели, народски кажано, така е повеќе од 30 на минути. Друга работа е доколку ние сме заспале, меѓутоа сепак нашиот сон се прекинува. Доколку се будиме повеќе од 3 пати во текот на ноќта, тоа е веќе одраз дека ние имаме сериозен проблем и треба да се позабавиме со неговото решавање. Исто така, доколку должината на спиењето е пократка од 6 часа, како што рековме, сето тоа асоцира на тоа дека ние имаме проблем со спиењето или едноставно ако кога ќе се разбудиме наутро, нашето чувство е дека ние не сме одморни, не сме наспани, нервозни се во текот на денот, имаме дневна поспаност, заморени сме, не можеме да се концентрираме и не можеме да ги извршуваме квалитетно нормалните активности. Сето тоа се ствари кои што велат дека ние едноставно имаме проблем со несоници, треба да побараме одговор на овој проблем. Под стрес сте, често патувате, лошо спиете. Земете Дормирин и победете ја несоницата по природен пат. Со Дормирин лесно заспите и одморете како човек. И сега се наметнува уште едно прашање, кои се оние причини кои што доведуваат до појава на несоницата? Бурни се причините кои што може да не доведат во ситуација да ние не спиеме квалитетно и да бидеме уморни другиот ден или воопшто да не можеме да заспиеме, не дај Боже. Во суштина ние би се фокусирале на оние моменти кои што ние можеме да ги контролираме со нашето однесување или со нашите постапки, па на тој начин да им помогнеме на нашите слушатели како да избегнат несоницата како проблем. Една од најчестите причини е секако прекумерна употреба на некои стимулативни материи како што е кофеинот во вид на кафе, чај, енергетски пијалци секојдневно ги конзумираме, меѓутоа не е добро да ги конзумираме навечер, поготово не после 18-та, поготово не после 20 часот. Прекумерна употреба на цигари во ноќниот период исто така може да го наруши нашето спиење. Прекумерна употреба на алкохол или некои други стимулативни материи ќе го нарушат нашиот квалитет на сон. Втора работа која што е веројатно стандардна денеска кај модерниот човек, тоа е едно константно брзање, еден живот во стрес, работа во ноќни смени која што го нарушува биоритамот, чести патувања кои што ќе натераат да променуваме
кревет, локација или дури и временски зони патувања со авиони, така натака. Сето тоа се некои елементи кои што можат драстично да го нарушат нашиот сон, воопшто да не настане, или ако се случи, ако заспиеме, тоа да биде неквалитетно и да се разбудиме уморни. Исто така, кај женската популација причинители може да бидат одредени хормонални промени, како што е секако климактериумот или менопаузата, PMS синдром и така натака, и секако било кое заболување кое што подолготрајно трае, хроничните заболувања, поготово ако е болката компонента во нив, ќе ни посметаат да можеме нормално да спиеме. Претпоставам дека и самата исхрана е многу важна за еден добар сон и квалитетно спиење, затоа што знаеме многу пати се случи да доцна навечер се прима храна, значи да се врши исхрана, па потоа да се легне се спие веднаш. Колку сето тоа влие на... Несомнено, голема грешка е секое јадење после 18 часот, а поготово после 20 часот, особено ако зборуваме за многу масна исхрана, токму заради тоа доколку имате потреба за исхрана во ноќните часови, користете овошје или зеленчук, се со цел да не го оптеретите вашиот организам, па да не можете да заспиете од прејаденост. Тоа е впрочем дормирин. Дормирин е производ на природна база, комбинација од мелатонин, валеријан и маточина, кој што ни помага да полесно паднеме во мирен и целовечерен сон. Тој ни помага едноставно да се смириме и да го доведеме во состојба нашето тело да може да заспие полесно. Она што е важно е дека тоа е комплетно природен сон, ефикасен е при сите видови на несоница, меѓутоа особено при несоница која што ја има модерниот човек, кој што е под стрес, кој што има одредени стравови, има специфичен брз стил на живот или пак е човек кој што често пати патува, менува кревет, патува со авиони, менува временски зони, работи во ноќни смени. Значи тоа се правилните индикации во кои што ние може да примениме дормирин и на тој начин да го подобриме нашиот сон. Она што е особено важно е дека тоа е комплетно природен производ, што значи дека покрај ефикасноста која што добиваме, ние добиваме голем степен на безбедност, односно немаме несакани ефекти. Се наметнува и прашањето како делува дормиринот, значи каков е начинот на употреба, дали тоа е секојдневна употреба или пак по потреба? Во суштина, она што е добро кај дормиринот е дека ние не мораме да го користиме цел живот, што се вели. Не е тоа хронична терапија, туку тој само треба да ни помогне да ги премостиме оние периоди кога ние имаме проблеми со заспивање. Нашата препорака е дека во стресни периоди вие треба да користите дормирин во одреден период од 10 дена со цел да го стабилизирате нивото на вашиот хормон за спиење мелатонин и на тој начин полесно да заспивате. Во моментот до околу 3-4 дена поред немате проблеми со спиење, немате потреба да го користите дормиринот во континуитет, не е тоа хронична терапија. Какво е дејството? Дали треба да се напиете дормирин неколку часа, половина час? Како е дејството и колку време? Нашите сугестии се дека е најдобро да се искористи дормиринот 30 на минути пред легнување, пред заспивање, бидејќи тој содржи мелатонин, тоа е хормон кој што е нормално присутен во нашето тело, кој што се лачи во ноќните часови, а во ваква ситуација ние само ќе го зголемиме неговото ниво и полесно ќе заспиеме. Покрај тоа содржи и две други компоненти, тоа се маточина и валеријана, познати во народна медицина. Тие две компоненти заеднички действуваат благоседативно и анксиолитички, значи не смируваат и ни дозволуваат полесно ние да западнеме во ситуација на мирен целовечерен сон. Под стрес сте, често патувате, лошо спиете. Земете дормирин и победете ја несоницата по природен пат. Со дормирин лесно заспите и одморете како човек. Кои се оние предности кои што ги нуди дормирин во однос на останатите производи кои што се наменети за, ако ги има воопшто, како можност за користење за мирен сон? Секако, во суштина, дормиринот е единствена комбинација на нашиот пазар кој што ги содржи овие природни компоненти мелатонин, маточина и валеријана, која што е прилично ефикасна во лекување на несоницата и она што е најважно со една капсула на ден, односно пред спиење. Она што е многу важно за секој кој што има долготрајни проблеми е дека зборуваме за комплетно природен производ кој што не предизвикува зависност и навикнување за разлика од бројни други лекарства кои што луѓето ги користат за да решат несоницата, која што е несомнено голем проблем. И трета работа која што ние стално ја велиме е брзината и ефикасноста на дејство. Значи 30 минути пред спиење, една капсула,
заспивате и го одржувате сонот во еден период од 6 до 8 часа квалитетен сон кој што ќе ни дозволи кога ќе станеме другиот ден да бидеме свежи и да можеме да ги извршуваме нашите нормални активности на едно високо квалитетно ниво. Ова важи за сите оние наши слушатели кои што можеби се вознемирени во текот на денот, нели, чекајќи ги резултатите од одредени надпревари, па на крајот на денот еден дормирин убаво ќе дојде за смирување и за убав сон. Апсолутно. Тоа е една препорака до вашите слушатели, затоа што стресот не е само бркање на таргети, тоа е и исчекување на тоа дали нашиот тим ќе го постигне резултатот што го чекаме. Сите ние сме под висок стрес и во таква ситуација ни треба нешто за да не опушти и да можеме нормално да одмориме, па и другиот ден да видиме по квалитетни во извршување нови обврски. Да, во некој од следните емисии ние ќе разговараме на таа тема, што значи за еден спортист, на пример, кој пред важен надпревар да има мирен сон. Тоа ќе го разработиме во стекот на следните емисии. Она што е најважно прашање е каде може да се набави дормирин? Дормиринот може да се набави во сите аптеки во Македонија и уште еднаш топло препорачувам како едно природно решение за сите оние лица кои што имаат проблем со несоница, поготово предизвикана од стрес или некои други фактори, како да дојдат до еден мирен сон кој што ќе им овозможи многу поквалитетен работен ден и воопшто поквалитетен живот. Јас уште еднаш ви благодарам за вашето гостување. Во некој од следните емисии ќе поразговараме и на други теми поврзани со несоницата и со дормирин. Ви благодарам на вниманието и се надевам дека ќе продолжиме со информирање на нашите слушатели во врска со овој значаен медицински проблем. Под стрес сте, често патувате, лошо спиете. Земете дормирин и победете ја несоницата по природен пат. Со дормирин лесно заспите и одморете како човек.